Ништо ново во првенството во втората фудбалска лига Исток, барем што се однесува до Кочанскиот второлигаш Согово. Продолжува серијата порази, без разлика дали се игра дома или во гости. Новото разочарување пристигна во седмото коло на средбата со Кожув, на која што жолто-сините загубија пред своја публика на стадионот Никола Мантов. За да биде срамот поуверлив, загубата на 3 бода беше висока со оглед што гевгеличани победија со 4:0 и не оставија ни најмала шанса домакините да постигнат барем почесен гол. Што и да се каже, после ваква игра и резултат, нема никаква смисла за да се оправда развојот на настаните во ова првенство. Нашиот тим останува предпоследен, благодарение што екипата на Питу Гули исто така загуби на домашен терен од Беласица. Очигледно дека бродот на Осогово доволно е издупчен за да може да се задржи на површината и тешко може да се прогнозира дали екипата ќе го зачува статусот. За разлика од фудбалерите, успех постигнаа джудистите од клубот Гладиатор. Тие учествуваа на меѓународниот турнир Прилеп град Херој и се вратија со 10 медали, од кои 3 сребрени и 7 бронзени. Колку силен бил турнирот зборува и фактот што имало 370 учесници од соседните балкански држави. Со сребро се закитија Ненад Ристов, Стефанија Павлова и Андреја Минова. Третото место пак во своите категории и бронзен медал освоија Божица Бошкова, Станислав Грпов, Ева Димитрова, Љубица Наунова, Матео Станоев, Дејана Илиева и Михаела Ристова. Покрај нив на надпреварот во Прилеп учествуваше и Дамјан Крстов, кој остана петопласиран. Организацијата на турнирот од страна на домакинот джудо клубот Сеишин беше одлична. Нашите джудисти, задоволни од постигнатото, најавуваат нови успеси на следните вакви настапи.